Почетокот на годината е период кога се сумира постигнатото и се прават планови за воиднина. Тоа е нашата причина за посетата на Агенцијата за иселеништво. Што е она што би го одвоиле од проектите од минатата година? Акцентот беше ставен на најмладите. Да, акцентот беше и се уште ќе биде, додека јас сум раководител на оваа институција, на младите, на изучувањето на мајчиниот јазик и преку тоа да ја намалиме асимилацијата кај нашите деца во иселеништво во државите каде што живеат. Да не ни се случи тоа што се повеќе и повеќе се случува во таа далечна диаспора, како Австралија и Америка, каде што имаме изгубени генерации што не се поистоветуваат со Македонија како нивна држава, каде што го имаат изгубен јазикот и ние се концентрираме на таа тема. Сепак морам да потенцирам дека ние што и да направиме, колку и да направиме, без ангажманот, не само ангажманот, него поистоветеноста на родителите во иселеништво, ние ништо не можеме да постигнеме. Нивната желба, децата и нивниот напор за децата да го изучуваат мајчиниот јазик е најпотребното нешто. Ние можеме да го помогнеме процесот преку нашите проекти, преку нашите учебни помагала, книги, апликации, социјални медиуми, све тоа што имаме на располагање, но сепак највеќе зависи од родителите на тие деца кои што треба да ги носат на часови, треба дома да посветат време да им кажат што значи нашиот јазик и едноставно да го потрошат своето време да децата да се гледаат како македонци кои што живеат или по потекло од Македонија што живеат во странство. За каков учебник конкретно станува збор што го изготвивте? Па ние направивме долгорочен план да направиме целосна литература за изучување на мајчин јазик. Почетните верзии се македонските и албанските, додека веќе стигнато е барање и за турска верзија. И се концентрираме, значи, тоа ќе биде во суштина целосна литература. Значи, почнуваме првиот чекор кој што веќе го направивме е сликовница, каде што чисто визуелно преку автохтони маскоти, Ристина и Шарко, се обидуваме да го привлечеме вниманието кај најмладите. После тоа ќе се оди следната етапа буквар, па после одиме граматика, прва фаза, втора фаза, трета фаза. Со тоа би го комплетирале таа литература за изучување на јазикот. Сакам да потенцирам дека букварите и тие прва фаза, втора фаза, трета фаза ќе бидат напишани од наставници кои што предаваат во диаспора. Значи нема да бидат напишани, нема да бидат направени суштината од македонски наставници, бидејќи моето мислење дека они не може да знаат што им треба, каков треба да е пристапот на децата во иселеништво. Значи они таму го учат македонскиот како втори јазик. Тоа е многу суптилно. И многу е интересно дека они почетното го учат со тежок акцент, значи говорот. Они го учат дома како што се збори, не литературно. Не може да е ист пристапот како децата тука и децата таму. Затоа мојата идеја и мојот начин на размислување е дека мора да се напишат наставниците кои што работат со тие деца, се со цел поефективно изучување на мајчиниот јазик. Имавте и многу посети во диаспората. Каде се бевте? Мора да сме присутни. Значи мора да се запознаеме со луѓето, мора да знаат дека ние постоиме за нив. Имаме се уште, но се обидуваме да го поправиме голем проблем со брендингот. Значи Агенцијата за иселеништво. Се лошо именувањето, збунувачки, секој еден од 3 мејлови што ни стигаат во агенцијата се
во контекст на иселување. Значи, ние не сме за иселување, ние сме доколку сте иселени, да ви помогна. Работиме на таа тема да се запознае и диаспората, и народот во Македонија за нашите активности. Значи, имавме конкретни успеси на таа тема. Значи, веќе се повеќе и повеќе, бидејќи работиме на тоа, се запознаени и луѓето во диаспората, и луѓето во Македонија за нашите активности. Сакаме да знаат луѓето дека постоиме, со што се бавиме и како се бавиме. Во тој контекст беа и посетите каде што можевме, значи лично јас со тимот на агенцијата, да стапиме во контакт со организациите, со поединците, сите што сакаат да имаат комуникација со нас. Почнавме, значи 2018 година ја почнавме со една така наречена балканска турнеја, каде што почнавме, значи Србија, Босна, Хрватска, Словенија, па се вративме од другата страна на Хрватска, Црна Гора и назад во Македонија. Таа беше мощна темелна турнеја, како и сите во суштина, каде што посетивме многу здруженија и го видовме впечатокот на нашиот народ и колку ја сакаат Македонија додека живеат во странство. Покрај тие посети, направивме турнеја во Шведска, каде што ја поминавме цела Шведска, каде што имаме наши, и во Копенхаген, бидејќи слетавме во Малме, па Копенхаген блиску го поминавме тоа. Значи бевме Малме, Трелебург, Гетеборг, Стокхолм, бевме во Австрија, во Виена, каде што имаме повеќе наши, Романија, Германија, бевме на турнеја 13 дена, 11 града. Ги посетивме колку што можевме сите, што нормално ние ги пративме најавата на нашите покани, сите што сакаат да се сретнаат. Бевме во Романија, бевме Италија, повеќе навред, Италија имаме многу, Германија имаме многу. Имаме многу за работа, ова беше првата година, не останува голема работа. Идејата ми е што е можно побрзо да барем една првична посета да се направат со сите здруженија во диаспората, чисто едно запознавање и да продолжиме таму. Современите средства за комуникација, сепак, директниот контакт е незаменлив. Кои се вашите впечатоци од посетите? Директниот контакт, како што кажавте, е незаменлив. Информациите покрај сите тие технолошки, мејлови, социјални медиуми и така натаму, информациите кои што ги добиваме како агенција на терен се многу повеќе. Ние за 2 дена на лице место кога сме, дознаваме многу повеќе отколку што би дознале за 3 месеци преку комуникација преку мејл. Значи дознаваме истакнати наши бизнисмени, артисти, уметници, готвачи. Значи информации кои што едноставно не ги имаме. Треба да се концентрираме ние да направиме една дата база на наши иселеници, бидејќи таму имаме ние адут, имаме кадар, што може да ни помогне како држава. Моето мислење е барем дека може многу да ни помогне. Преку нивните искуства, нивните знаења, комуникација, треба да го искористиме дека тоа ни е адут на нашата држава.
Значи тоа ни е капацитет што мора да го искористиме со цел да одиме се понапред и понапред. Да споменеме и за идните планови. Агенцијата за селеништво под моето раководство мора цело време да еволуира. Првиот концепт кој што го введов ефективно е дека мојата врата е секогаш отворена. Значи сакам кога ќе дојдат нашите селеници да се чувствуваат комотно и ако сакаат да дојдат на кафе, да дојдат на кафе. Ако сакаат да дојдат за озбилен муабет, за озбилен муабет. Сакам да знаат дека агенцијата постои за нив и нивните потреби. И тоа беше прво нешто што го видов. Значи, мојата врата е секогаш отворена, секој, секогаш може да дојде и да направи разговор со мене. За 2019 година, покрај малце поамбициозните очекувања и предлог буџет што го направивме за следната година, не ги добивме сите средства што ги побаравме, што е нормално. Моравме да укинеме некои, но тие што се задржавме, мислам дека ќе бидат многу корисни за нашите селеници. Значи има неколку сегменти. Значи продолжуваме, како што ви кажав претходно, со таа целосна литература за изучување на мајчин јазик. Следниот чекор е букварот. Значи букварот ќе се прави во две верзии. Ќе се прави конференција за наставниците кои што функционираат во диаспора. Значи, се обидуваме да им направиме еден воркшоп каде што ќе може они да се запознаат едни со други, ќе може да се разменат комуникација, да се направи еден нетворкинг систем. Направивме ние форум за нивна комуникација, да им ги представиме програмите што ги правиме, да направиме комуникација помеѓу нашите наставници и државните, не само државните, туку и невладиниот сектор кој што е ангажиран на таа тема. Се со цел поефективно да се предава јазикот во иселеништво. Летната школа, што е традиционално се организира од агенцијата, продолжува. Нормално летната школа еволуира. Секоја година се обидувам нешто ново да додадам. Лани додадовме, значи до сега беше само по македонски јазик. Лани додадовме дополнителни опции. Па и ни се вклучија хрватското Сдруженијето на хрватите во Македонија. Имаше часови по хрватски, тоа беше прекрасно нешто. Значи многу беше човечки моментот кога имате деца од Италија, Англија, Америка, Германија, цел свет, Турција и единствениот јазик на кој што може да комуницираат тие деца ниту е германски, ниту е англиски, ниту е ништо, туку е македонски. Значи во таа група на деца, на таа летна школа, македонскиот беше тој глобалниот јазик. И тоа беше многу убаво. Моментално во преговори сум со институции кои што би можеле за следната школа да се вклучат деца со попречен вид, каде што ќе има летна школа за наши селеници и брејовата азбука ќе учат. Значи ќе биде целосен пакет за нивните потреби. Се уште сме во преговори, ќе информираме која ќе се дефинира. Се надевам дека ќе биде тоа наскоро. Работата на агенцијата за селеништво мора да еволуира. Значи технологијата цело време излегуваат нови работи кои што мора да ги користиме. Не само мејлови, туку комуникација, социјални медиуми, све што ни е на располагање да го искористиме за да ги исполниме барањата на нашите селеници.
Претходно се работело во еден стил кој што за мене е несоодветен и мора да го смениме и го менуваме. Значи, ние имаме голема обврска. Ние сме ефективно единствениот државен орган кој што е стриктно задолжен за потребите на иселениците. Ние немаме други обврски. Многу е специфично кога ќе дојде некој наш иселеник кој што немал можност 30 години да дојде во Македонија и само бара место да си ја раскаже приказната. Како си отишол, зашто си отишол, како ја гледа Македонија денес. Значи, како си отишол он пред 30 години, кога била Македонија на едно место, и кога ќе дојдат денес и кога ќе видат колку е сменето, како живее сега народот. Значи, на повеќе наврати, луѓето се многу емотивни и оставаат впечаток. Каква перцепција они имаат спрема Македонија. Нормално секој е различно, ама е многу човечки. На крајот да сублимираме. Кои се основните насоки на Агенцијата за иселеништво за во иднина? Основните насоки се намалување на асимилација преку изучување на мајчин јазик, зголемување на бројот на иселеници кои што се поистоветуваат со Македонија како нивна држава и едноставно да бидеме тука за нив. Значи, не е многу комплицирано, многу едноставно. Агенцијата е тука за нив. Без разлика какви им се потребите, без разлика на кој начин сакаат да се комуницираат со нас. Ние сме тука за нив, без разлика на нивниот етникум, политичко убедување, религиозно убедување, што и да е, ние сме тука за нив.